Вработени лица во Агенцијата за филм на Македонија и лица надвор од Агенцијата се под истрага на финансиската полиција и на Основното јавно обвинителство поради склучени договори со хрватската продукциска куќа Јадран Филм за снимање на играната серија Македонија, изјави денеска ВД директорот на агенцијата Горијан Тозија. Владата на 1 ноември годинава одлучи да го раскине договорот со Јадран Филм, која од 4 септември годинава не ја снимила првата сезона од играната серија Македонија, иако добила 1.100.000 евра, како прва рата од вкупно 4,6 милиони евра за 4 сезони. По 3 часа расправа заврши првото рочиште за случајот Руст на СЈО, во кој првообвинет е бизнисменот Сеат Кочан и управителите на фирмите Силекс и Вато Доел од Студеничани за учество на тендер на електрани на Македонија, односно дека со фалсификувани документи местеле тендери во Елем во вредност од 17 милиони евра. Сеат Кочан денеска се изјасни за невин за обвиненијата што против него ги изнесе специјалното јавно обвинителство. Заврши собраниската расправа за законот за употреба на јазиците во прво читање. Утре попладне пратениците ќе гласаат за потребата од донесување на овој закон. Законот потоа оди во собраниската комисија за европски прашања каде ќе се поднесуваат амандмани. Од ВМРО ДПМН најавија дека во оваа фаза ќе гласаат против и ќе поднесат многу амандмани за да ги тргнат, како што рекоа, одредниците што се против уставот и дискриминаторските елементи за српската, ромската и бошњачката заедница.